Не запираат измамите со лажна продажба на дрва. Нови измамени граѓани имало и вчера во населбата Мралино, но ист случај имало и во средата во Газибаба. Оштетените пријавиле во полиција, а и двата нови случаи МВР ги објави во дневните билтени, од каде се гледа дека измамникот продолжува да работи по истото сценарио како и во претходните случаи. Според сознанијата на телевизија 24, измамникот е познат на полицијата, а дел од граѓаните веќе го препознале од сликите што им биле покажани. Не сакаат јавно да зборуваат, но велат дека им било кажано оти станува збор за човек кој веќе бил осудуван и лежал во затвор за други дела. Измамникот чија мета се пензионери само менува населби, но работи по идентично сценарио. Наоѓа потенцијални купувачи на кои им нуди ефтини огревни дрва. Откако ке се договорат дека сакаат да ги купат дрвата, измамникот со мажот тргнува на одредена локација со цел да ги видат дрвата и да му даде документ. Докога ќе стигнат на одредена локација, тогаш измамникот му вели на мажот да ги почека тука дрвата, а тој наводно оди по документот. И тогаш ја користи ситуацијата. Наместо по документот се враќа назад во куќата и од сопругата ги бара парите, велејќи и дека така веќе се договорил со незиниот сопруг. Според официјалните билтени на МВР, во април се пријавени 3 случаи на измамени граѓани по истото сценарио и уште 2 нови само во последните 2 дена, но сепак информациите на телевизија 24 упатуваат дека тоа се само дел од измамите, бидејќи дел не се официјално објавени, а дел од граѓаните воопшто и не го пријавиле случајот во полиција. Измамникот досега бил во Драчево, Припор, Кисела Вода, Ѓорче Петров и Линден Стајковци. Еден од измамените граѓани сведочеше за телевизија 24 и го опиша измамникот. Па слабичок така, слабичок, висок слабичок, зборлив, многу подвижен. Слични измами имало и пред неколку години во неколку други градови, но сега таргет се жителите на скопските населби.